Спонзорот Цермат ви представува. Започнува 23-то издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола 2014. Сдруженијето на уметници ракотворци, македонски ракотворби, го прославија 10-тиот роден ден. Белградската група Naked гостуваа во Битола. Од 2 до 12 октомври во Битола ќе се одржува 23-то издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола 2014. Интерфест беше најавен со концертот во Католичката црква во Скопје, концерт на барокна музика на кој настапија уметниците од Белград Данило Новаковиќ и Лана Јеленковиќ. Фестивалот свечено ќе биде отворен со комичната опера Така прават сите од Моцарт, а во режија на Цветан Стојановски, под диригентска палка на Саша Николовски Думар, а сценографијата е на Зоран Николовски. Настапуваат солистите и оркестарот на Македонската опера и балет. Концертот ќе биде на 2 октомври во Народниот театар во Битола од 20 часот. Програмата е распоредена на 11 фестивалски вечери и ја сочинуваат 13 до 15 концерти и музичко-сценски приредби. Следните неколку денови ќе бидат одржани концертите на Марија Ѓошевска на пијано, Александро Кроста и Надија Теста од Италија, Алтан Залај од Унгарија, Васили и Николај Герасимец од Германија, Кристоф Бирнацки од САД и Огненка Герасимовска од Македонија, Валерија Занини од Бразил, Алфредо Натили и Мојра Мишелини од Италија, Лука Лучини и Матео Фалони од Италија, Елоиза Касио од Италија. Фестивалот ќе се затвори со концертот на реномираните изведувачи од Македонија, Олег и Ана Кондратенко и Марија Вршкова. Битолскиот театар, како врвен македонски драмски ансамбл, традиционално учествува на секој фестивалско издание со своја премиера, па така и оваа година во рамките на дополнителната програма на 5 октомври ќе биде изведена представата Иванов од Чехов, а во режија на русинот Александар Баргман, а во Охрид на 10 октомври ќе биде изведен концертот на Елоиза Касио од Италија и на 11 исто така во Охрид концертот на дуо Лучини Фалони. Во изминатите 22 изданија на фестивалот се одржани преку 500 фестивалски настани на кои настапија врвни уметници и ансамбли од 50 на земји на Европа, Азија, Северна и Јужна Америка, Африка и Австралија. Со своите врвни уметнички дострели придонесува за растежот на културното живење на Битола и Македонија, но и за афирмацијата на македонската музичка култура во светот. Фестивалот се одржува во извонредно акустичните сали на Битола, во Завод и музеј, во Дом на Арама, во Народниот театар и во Центарот за култура. Сдруженијето на уметници ракотворци, македонски ракотворби од Битола на 23 овој месец го прославија својот 10-ти роден ден со изложба на традиционални македонски ракотворби во Домот на културата Марко Цепенков во Прилеп. Членовите се представија со ракотворби во разни техники, сликање на порцелан, стакло и дрво, вез, слики од црма, накет, бакрорез, макети на цркви, сувенири од дрво, суво цвеќе, монистра, иконографија и друго. На свеченоста беа доделени и благодарници на оние членови кои имаат дадено посебен придонес во работата и развојот на Сдруженијето, како и на најголемите донатори на Сдруженијето. Во изминатите 10 години, Сдруженијето на уметници ракотворци, македонски ракотворби, има реализирано многу проекти, изложби, работилници, обуки, студиски патувања, донаторски акции и други активности, преку кои доследно ја презентира македонската култура и традиција како во земјата, така и надвор од неа. Уникатните и препознатливи сувенири на вредните раце на ракотворците се наоѓаат буквално низ целиот свет. Во многобројните хуманитарни активности на Сдруженијето се вбројува и посетата на општина Пустец, Албанија, каде донираа 1000 книги. Истражувањата на терен, регрутацијата на ракотворци, изработката на ракотворби, нивната презентација и афирмација, организирањето школи за пренесување на умешноста се само дел од нивните цели, задачи, причини за постоење. Белграѓаните Naked
Викендов настапија во Битола во кафе бар Порта Джез. Тие со нивниот феноменален настап на нью джез и фанк, комбинирани со традиционална балканска музика, ги воодушевија присутните. Бендот го сочинуваат Бранислав Радојковиќ, кој свири на бас и контрабас, Иван Теофиловиќ на саксофон и кларинет, Ѓорѓе Мијушковиќ на виолина и Горан Милошевиќ на тапани и перкусии. Концертот во Битола е дел од нивната македонска турнеја. Ovo je naša prva turneja, bend postoji 8 godina, ali evo, juče smo bili u Prilepu, to jest svirali smo... Ова е наша прва турнеја тука. Бендот постои 8 години, пред Битола настапувавме во Прилеп, а потоа во Скопје. Кажете ни малку повеќе како започна вашата приказна, ако не се лажам, во 2006 година, од кога постои нели вашата група? 2007, ja mislim, tako nešto smo snimili. Snimili smo već 2 albuma, a evo sad... Официјално започнавме во 2007 година. Снимивме 2 албуми и еве сега ќе излезе и третиот. Ова е некоја предпромоција. Тој албум го издаваме со продукција од Будимпешта. Се трудиме да ги промовираме нашите песни. Инаку морам да напоменам дека овде се чувствувам како дома и ги сакам градовите каде настапувавме. Македонците се разбираат доста во музика. Убави зборови слушнавме, мислам дека ова ќе им биде драго секако и на нашите гледачи, секој сакаат да слушнат нешто малку повеќе, нели убаво, токму за нашата публика, кога сме веќе кај неа. Каква е македонската публика? Pa super je, ima dosta muzičara i... Има многу музичари, препознаваат квалитет, тоа е доста битно. Уживаат на нашите концерти и убаво е да се настапува овде. Na koncertu i stvarno je lepo svirati ovde. Само хочу да кажем да ќе нам се трети албум најверојатно Само сакам да кажам дека третиот албум ќе се вика Нејкедонија, како некоја наша земја. Тоест земја од која доаѓа ритамот 7/8, 9/8, исто како Македонија. Името доста ни се допаѓа и моите гледачи ќе се сложат заедно со мене, нели, тоест нашите гледачи. Колку е дечки значено да се задржи некој тој балкански елемент кој што го имаме само на овие простори, нели не може да го изведат изведувачите кои што се од надвор или доста тешко? Pa mi smo, imamo inspiraciju koju crpimo... Ние инспирацијата ја црпиме од нашата балканска традиционална музика. Тоа ни е доста важно. Раставме со таа традиција. Ја раскажуваме таа приказна низ наша призма. Преку нью джез или фанк ние доста патуваме и луѓето го препознаваат тој спој на традиционална и модерна музика. И уште едно прашање пред самиот крај, пошто мислам дека и публиката тука едва ќе чека да ја чуе вашата свирка во секој случај. Каде продолжува вашата агенда, вашите настапи после Скопје? Имamo, преговарamo да идemo u Dansku, nešto, jedno 5 nastupa. После Скопје преговараме да настапуваме во Данска, Скандинавија, можеби во Јапонија. И секако ќе го промовираме во ноември нашиот нов албум, и тоа во Унгарија. Promoci. Инаку овој бенд е формиран во 2006 година во Белград. Една година подоцна го снимаат својот прв албум Naked Noise, а во 2010-та вториот Get Naked. Имаат настапувано на бројни фестивали во земјата и странство. Третиот албум Нејкедонија, што се очекува да излезе во ноември оваа година, го представува одразот на личното и заедничкото созревање на бендот низ настапите, а промоцијата ќе биде во Будимпешта.